Веќе стана пракса секогаш кога Елизабета Канчевска е фатена на дело, да се обидува да се вади со нови манипулации. Така е и со патриотската метла, кога се што кажа таа излажа, така и сега со најновиот скандал за добивање плюс пари од незината плата. Одговорноста за патриотската метла и за скандалот со дополнителните надоместоци за членство во комисии лежи исклучиво во Елизабета Канчевска и во никој друг. Фактот што таа била државен секретар во периодот од 2006 до 2008 значи дека Елизабета Канчевска многу добро ги познава сите кадри во Министерството за култура. Дека Бранко Костовски, актуелниот раководител на секторот за јавни набавки, не е случаен човек. Говори и податокот дека тој, исто како и Канчевска, членува во комисии и добива хонорари за својот ангажман. И еве ги решенијата со кои што Бранко Костовски, како вработен во Министерството, добивал дополнителни надоместоци од својата плата. Понатаму, покрај овие решенија за дополнителни надоместоци на Бранко Костовски, тој е унапреден од помошник раководител во раководител на сектор за јавни набавки, токму кога Канчевска е министар за култура. Значи, Бранко Костовски бил и е човек од доверба на Елизабета Канчевска. Згора на се, Зоран Костовски, авторот на ротирачката скулптура Македонија, е татко на шефот за јавни набавки Бранко Костовски. Канчевска треба да каже колку народни пари за својот авторски труд добил таткото на Бранко Костовски од Министерството за култура. Затоа е срамно Канчевска за патриотската метла да се зацкрива за жртвувањето на службениците кои таа ги поставила. Вчера слушнавме смешни оправдувања од Елизабета Канчевска за решенијата од 2007 година со кои таа добивала по 40.000 денари плюс на незината плата. Не чувме ниту збор од Канчевска за очигледниот конфликт на интереси што средствата ги добивала за членство во комисии за избор на идейни решенија за музеот на ВМРО, домот на Мајка Тереза и објектот на Македонската филхармонија. Видовме само блед, нервозен, ефтин обид за вадење идентичен како оној театар со купиштата документи пред неа. Јавноста вчера виде каса прими уплатници на кои немаше ниту архивски деловоден број, ниту датум кога парите наводно се вратени во касата на Министерството за култура. Затоа Канчевска мора да одговори. Ако не сакала, како што таа наводно вели, зошто воопшто ги примила парите и не ги одбила на самиот почеток? Зошто, ако ги примила средствата на трансакцијска сметка, не ги вратила на истиот начин, на жиро сметката на Министерството за култура? Земејќи предвид дека на каса прими налозите, со кои мафташе вчера Канчевска, нема никаков архивски деловоден број и датум, дали тоа значи дека министерката вчера, после нашата пресконференција, во паника, наврат на нос, ги обезбедила налозите? Конечно, за улогата на Канчевска во патриотската метла, таа ќе заработи соодветни кривични пријави до јавното обвинителство. А за овој најнов скандал, бараме веднаш да се произнесе антикорупцијската комисија, секако ако таа се уште постои.